10 починати пациенти за едно деноноќе во Тетовската клиничка болница, најмладиот на само 36 години. Состојбата со коронавирусот секој ден е се поалармантна. Бројките на ново заразени и хоспитализирани никако не се намалуваат, туку одат нагоре. Вчера имало рекорден број нови примени пациенти и амбулантски прегледи. Во моментот имаме 120 пациенти хоспитализирани. За 24 часа имаме приеми 18 нови приеми, че ова е рекордна бројка. За жал имаме и 10 починати пациенти. Од овие 10 пациенти има пациенти кои што се донесени во навистина тешка здравствена состојба. Имаме една помлада на 84 година која била донесена во навистина во тешка здравствена состојба и она за пола часа ни почина. Како и да е, значи ние еве амбулантските прегледи имаме се уште голем број, 245 сме имале за 24 часа. Тоа е навистина голема бројка. Лекарите молат граѓаните да бидат поодговорни, да запрат семените прослави и да се почитуваат мерките. Помладите лица кои не се чувствуваат добро да се тестираат, а не слободно да шетаат низ градот, потенцијално заразувајќи други. Сите граѓани кои имаат некои симптоми, како температура, кашање, малаксан, да се јават кај матични лекар за да се може побрзо да се утврди дека е корона позитив и да се изолира. Бидејќи многу млади имаме кои што ние претпоставиме, не сме направиле скрининг, али тие се со корона позитив и тие се најризична група која ги инфицира сите овие стари што ги имаме во болницата. Заседаваше и кризниот штаб. Оценката е дека епидемиолошката состојба е крајно критична. За да се зголеми и убрза процесот на вакцинација, ќе се отворат нови пунктови на неколку места низ градот и веројатно ќе се работи во 3 смени се до полноќ. Ако состојбата не се смирува, се размислува дури и за можно одложување на почетокот на учебната година.